Добар ден. Ова е почетокот на Фактор здравје, вашата здрава навика, која што точно на време на вистинско место повторно ќе ви понуди нова доза на свежи информации. Рамото и срцето како делови од човековото тело денеска ќе бидат дел од емисијата, а првата рубрика истражувањата докажа ќе биде токму наменета на срцето како највитален и најважен орган во човековото тело. Познато е дека срцевиот удар настанува токму во најголем број на случаите во овие топли денови кога нивото на температурата надворешна е покачена и поради недоволното земање на течности. Нормално дека срцевата работа и пореметувањето на срцето е присутно и кај лицата кои што имаат некое кардиоваскуларно засегање или општо имаат пропратни болести или стручно кажано коморбидитети. Она што е важно да се каже во оваа прва рубрика истражувањата докажаа е дека група на научници од Универзитетот Империјал Коледж во Лондон, Обединетото кралство, направија еден тест кој што ќе трае 2 години и со кој ќе се зашива, односно ќе се става еден тип на фластер токму на оштетениот дел на срцето кај лицата кои што преживеале срцев удар. Она што треба да се земе во предвид е фактот дека кога ќе се залепи овој фластер, истовремено тој ќе ослободува хемикалии кои што го обновуваат ткивото. Првичните тестови се покажаа како многу успешни и токму овој проект ќе трае до крајот на 2021 година. На почетокот споменав дека покрај срцето, рамото денеска ќе игра главна улога, би рекол, бидејќи најголемиот дел од темата и можноста вие да комуницирате со нас ќе бидат посветени на темата болки во рамо. Кога зборуваме за болката, многу пати сме потенцирале дека таа е, би рекол, пријател на човекот, односно најчесто ги тера луѓето да попараат лекарска помош во однос на потврдување или евентуално исклучување на одредена состојба или болест. Денешната тема болки во рамо ќе обработиме преку разговор во продолжение со доктор Атина Панговска, која што е специјалист физијатар. Најпрво, добар ден, добро дојдовте и како сте? Добар ден, добре најдов, добро сум. Колку, да, на почетокот како загревање би рекол или запознавање на гледачите со оваа тема, колку во вашата ординација Физио Плюс Медика, од каде што доаѓате, е честа токму оваа појава и болките во рамото? Па, една од почестите болни состојби за кои што доаѓаат пациентите во нашата ординација е токму болката во рамото. И нели болката може да се шири долж раката и да има нели други придружни симптоми, меѓутоа е доста често. Да, ви благодарам за овој дел од разговорот и ова добре дојде и верувам дека повторно и денеска ќе предизвикаме внимание, а доколку ја задоволуваме и денеска вашата љубопитност, докажете ни во продолжение со ваши јавувања и ваши споделувања на информации. Ја почнуваме денешната тема, која што веќе ја најавив и со задоволство уште еднаш ќе ја потсетам и ќе ве поканам и вие да учествувате кон неа и да се придружите со ваши јавувања. Зборуваме на тема болки во рамо со доктор Атина Панговска, која што е специјалист физијатар од Физио Плюс Медика специјалистичката ординација, која што ви стои на располагање за совети и закажување термини на 078 се извинувам 355 788. Вие сте добродојдени на 609195 и 609192 и денеска да поставите прашање или споделите некое свое лично искуство. Кога зборуваме за болките во рамото, мора да направиме една дистинкција или разлика дека во првиот дел ќе зборуваме токму за оние акутни повреди кои што настануваат заради некоја повреда или траума, стручно кажано, кои типови на болки постојат и која е најчестата еве причина од вашето практично искуство? Па причина за акутна болка во рамото, како што рековте, најчесто се работи за повреда или прекумерна употребеност на зглобот. Рамениот зглоб е еден од најподвижните зглобови во човековото тело, тоа е сферичен топчест зглоб кој што нели се вршат движења во сите правци и согласно тоа значи најоптоварен и најчесто повредуван зглоб нели заедно со коленото. Така да често пати значи се случува пациенти да им се јави болка при пат или слично, значи таков начин на траума или за време на тренинг нели пат и слично. Или пак после некоја претерана физичка активност. Да речеме некој вежбал повеќе во теретана или некоја жена дома повеќе бришала прозори и слично, значи од прекумерна оптовареност на зглобот од едни исти движења. Значи повторувачки. Повторувачки движења, да, кои што се нели интензивни, таа болка е акутна во моментот, многу силна болка,
која што се разликува за разлика од онаа хронична болка која што пациенти имаат со години, нели, која што ја има повремено, ја нема или имаат само на одредени движења. Така да болката, значи, генерално може да биде акутна, субакутна и хронична. Акутната болка е најчесто многу силна болка со максимално ограничени движења во рамениот зглоб, значи пациентот често пати не може ни да го помрдне рамото, толку е силна болката. Субакутната болка е болка која што трае некаде, да кажем, повеќе, значи од еден месец, месец и пол кој им трае болката, и тогаш веќе нели треба да бараме и диагноза за што се работи. Хронична болка е болка која што ја имаат пациентите многу долго, значи повеќе од 3 месеци, која што се провлекува, ја има, па ја нема, нели се појавува па се губи. Да, сакавте нешто да кажете? Да, акутните повреди на рамо се многу чести кај спортисти, често пати тие доаѓаат нели во нашата ординација. И тоа барат нели понатамошно исследување. Многу е битна точната диагноза за понатамошниот третман на пациентот. Значи не секоја болка се третира исто. Оно што сакав да ве прашам, бидејќи рековте акутните болки на рамото се едни од најчестите повреди или заради кои доаѓаат пациентите и лицата всушност во вашата ординација, дали настанувањето на болката всушност и по автоматизам значи болка, како боли болката во рамо всушност? Дали е таа интензивна болка или не толку изразена? Зависи која структура во зглобот е оштетена, значи од прилика и анамнестички кога пациентот ни објаснува механизмот на кој што настанала повредата, после колку време се јавила интензивната болка, од прилика не упатува да знаеме која структура во зглобот е оштетена. Значи тука може да има нели воспаление на тетивите, као тендинит, може да има бурзит, тоа бурзата една се творби кои што се наоѓаат во зглобот, тоа се едни кесички сполнети со течност кои што олеснуваат лизгањето на тетивите преку коскените структури, значи често пати тие бурзи знаат да се воспалат и го ставаме како диагноза, значи бурзит. Потоа може да има оштетување на мускулите на ротаторната манжетна. Тоа е структура која што всушност ја сочинуваат 4 мускули, која што е на некој начин и стабилизатор на рамото, така и ги викаме ротатор cuff injury, значи повреди на ротаторна манжетна. Понатаму може да има импичмент синдром, што го викаме, значи тоа е вклештување, значи на тетивата или на бурзата во самиот зглоб. И така натаму, значи на неги реда може да има повреди на многу меки структури. Во однос на коскените структури, исто така може да има и фрактура, нели некош при некои поголеми падови и слично скршеница. И секој пат треба нели при некоја собраќајка или потежок пат да помислиме на таа работа, нели да направиме барем еден обичен рентген, да го исклучиме да не се работи за некоја скршеница, односно фрактура. Ако не е фрактура, тога значи претпоставуваме дека е некоја мекоткивна повреда и потоа ја третираме, ако ни треба понатамошно некој исследување го бараме, ако не ја третираме, значи на тоа што не упатува клиничката слика и анамнестичките податоци од самиот пациент. Она што е исто интересно да се спомене, бидејќи кога зборуваме за рамото, зборуваме за двете рамена, односно двата зглоба лев и десен, колку се чести повредите истовремено, односно интензитетот претпоставувам дека не мора да биде идентичен за двете рамена ако бидат веќе повредени. Но имаме јавување на линија, јас се извинувам што ќе ве прекинам пред вашиот одговор. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо, со задоволство ве слушаме. Кој е вашето прашање? Дали сум ја во програма? Да, господјо, вие сте. Зборувајте, поставете го прашањето. Сакам да ја прашам докторка, подолго време ме боли рамот. Добро. Ало? Да, ве слушаме, подолго време ве боли рамото, што понатаму? Деска и ортопед ми предлага инекции во зглобот на рамото. Дали е тоа паметно да се направи? Дали е доволно, доктор Панговска, за одговор? Јас ги објаснам, да. Да, благодарам. Постојат различни инекции кои што може да се аплицираат интраартикуларно директно во рамото. Значи почнувајќи тој понатаму нели во лекувањето си како ќе го споменавме. Значи може да се аплицираат кортикостероидни инекции. Тоа се сепак одредува докторот специјалист што е најдобро врз основа на сите резултати што ги имаме. Понатаму може да се аплицираат инекции од хиалуронска киселина, значи многу ги има сега на пазарот, значи хиалуронати. Исто така може да се аплицира и PRP инекција, односно platelet rich plasma, што е една регенеративна терапија. Значи зависно од тоа во моментот колку е акутна болката,
во зависност од тоа што е оштетено, значи која структура во зглобот е оштетена, одредува докторот, значи каква инекција ќе аплицира. Ако е препорачана интраартикуларна инекција во зглоб на пациентката, сигурно имало индикација за тоа. Оно што сакам да се вратиме е всушност прашањето во однос на унилатералната, односно билатералната болка во рамото, бидејќи таа може нели да биде изразена само на левата, односно десната страна или обратно. Па унилатералната болка, односно болка само во едното рамо е многу почеста во праксата. Многу почесто, значи, е десното рамо, бидејќи тоа е нели па така поупотребувана рака, да кажам, кај пациентите. Не дека не може да болат двете рамења, некој пат пациентите викаат ме боли едното па другото рамо, кој ќе се јави многу силна болка во левото рамо и се шири долж левата рака. Исто така треба се помисли да не се работи на некое срцево заболување и тогаш нели бараме консултација со интернист, кардиолог, едно ЕКГ да направиме, за да не се превиди нели некоја прединфарктна состојба и слично, бидејќи така некој пат знае да почне, зборам за болка во лево рамо или лева рака. Меѓутоа многу почесто е таа унилатерална болка во едното рамо, на која што било да се работи за хронично дегенеративно заболување, посебно кој е повреда, секако дека ќе биде најчесто е во едното рамо. Болката. Да. И она што е важно уште еднаш да нагласиме дека овие акутни болки најчесто се јавуваат кај помладата популација или лицата кои што немаат некое друго пропратно заболување или некоја дегенеративна промена, како што рековте. Да, многу почесто кај млади, бидејќи тие почесто спортуваат, како професионално, така и во рекреативниот спорт, така да многу почесто тие спортски повреди ги имаме кај млади. Додека пак хроничните дегенеративни заболувања, односно артроза на рамениот зглоб, каде што имаме нели појава на калцификати, остеофити, нели шилци како ги викаат народски, стеснет зглобен простор, оштетена зглобна раскавица, значи овие хронични дегенеративни заболувања се јавуваат многу почесто кај повозрастната популација, согласно дека нели ризик фактори возраста за појава на артроза на самиот зглоб. Да, и овде само да нагласиме колку остеопорозата кај жените посебно како заболување исто така е предиктор или ризик фактор за почести болки во рамото. Остеопорозата многу почесто дава болка во ребетниот столб, во колковите и слично, меѓутоа и рамото не е зглоб кој што нели може да биде зафатен со остеопоротични промени, односно губење на коскената густина и да даде нели понекогаш болка. Она што сакам уште да ве прашам во овој прв дел од разговорот е кога болката како акутен симптом или како нешто што ги тера пред се лицата да побараат лекарска помош, ве упатува анамнестичкиот податок и што понатаму нели да се исследува. Во кој случај таа болка не се третира, односно не е потребен некој, како што рековте, медикаментозен третман или нешто што како методи на располагање ги имате вие? Па некојаш акутната болка ја третираме со мирување, нели, со неупотребување на самиот зглоб, нели, евентуално некој гел за болка да препорачаме и слично. И нели го следиме пациентот како ќе реагира на мирувањето и слично, да. Меѓутоа некој пат даваме веднаш медикаментозна терапија, значи со некој нестероиден антиинфламаторен лек ќе го покриеме. Значи сепак индивидуално од пациент до пациент. Кај младите пациенти кога е многу силна болка, мора да дадеме некој лек, затоа што акутната болка е стварно неиздржива болка. Дали ќе ставаме и ладно на местото на повреда, нели, како криотерапија и слично, мора нешто да му ја олеснем болката, додека нели малце не попушти тој мускулен спазам првичен што го има или тоа стегање, кај таа една акутна болка. Хроничните болки обично ги третираме малце поинаку, нели, имаме повеќе време, таа не е толку акутна поднослива болка која што постојано тлее ја има, значи, пациентот. И она што сакам уште да прашам во овој прв дел е фактот дали болката само од себе може да се јави во рамото и како тогаш се третира, дали треба нешто да се преземе? Па да, болката значи може некош и само од себе да се јави. Тоа е многу почесто кај овие хронични дегенеративни заболувања, каде што нели го прашуваме пациентот дали нешто работеше, нели повеќе правеше слично, не дава никаков анамнестички податок дека нешто ја провоцирало, односно предизвикало нели таа болка. Значи може да се јави само од себе, а може да биде и причина повреда. Сега, тука понатаму, нели, кога се појавила прв пат, дали повеќе боли дење, дали повеќе боли ноќе, интензитетот на самата болка, тука и прагот на толеранција на болката на самиот пациент. Некои пациенти толерираат нели, повеќе болка, некој не толерира, па и најмала болка ја опишуваат како силна болка.
Така да, многу ни е битна анамнезата, значи на пациентот да ни објасни ако се работи за повреда, механизмот на падот, механизмот на повредата, од кога почнала да боли и слично. Дали го боли при подигање на раката, при тие некои надворешни ротации во рамото, внатрешни ротации во рамото. Значи и тоа ни е многу важно при кои движења го боли пациентот рамото, дали при кревање на тешко го боли рамото и слично. Да, впрочем ми кажавте, да. Да, има и специфични тестови кои што ги користиме во нашиот клинички преглед, нели? Специфични тестови ако се сомневаме за руптура на ротаторна манжетна, нормално дека сите тие си ги спроведуваме при самиот клинички преглед на пациентот. Да, според протоколот. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Во вториот ќе зборуваме повеќе за она што како алатки за препознавање на овие болки и понатамошен третман и исследувања постојат, а вие останете со Фактор здравје и придружете ни се и во продолжение со ваше присуство пред екраните, но и со јавување на двата телефонски броеви. Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје со денешната тема болки во рамо, тема која што и вие сте добро дојдени и натаму да ја дискутирате и со ваши прашања да ја збогатите на 60919925, односно 60919924. Со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар, денеска ќе ја прошириме и продлабочиме темата, а доколку сакате да бидете во контакт со неја ординацијата Физио Плюс Медика, од каде што таа доаѓа, слободно обратете се на 078 355 788. Во овој дел, пред да зборуваме за третманот и она што како протокол на лекување го имате на болките во рамото, да го споменеме и оној синдром или појава на смрзнато или frozen shoulder, смрзнато рамо. Да, и тоа не е ретка состојба, значи frozen shoulder, смрзнато рамо или адхезивен капсулит, како што викаме ние, значи тоа најдобро ја опишува значи состојбата, адхезивен капсулит, значи настанува за дебелување на самата капсула од одредени причини, значи точната причина не се знае, мултифакторијално се смета дека е, значи може и одредени трауми и нели и фактор остарење и слично. Тоа е состојба која што настанува постепено, значи кажано постепено настанува замрзнување на тоа рамо, односно има максимално ограничени движења во самиот рамен зглоб, самото тоа нели адхезивен капсулит го ограничува и има болка. Болката варира, значи кај некој пациент има поголема, кај некој има помала болка, меѓутоа има многу ограничени движења во самиот рамен зглоб. Затоа е смрзнато рамо. Како нешто е смрзнато в кочането. Гласи самото име. Точно опишува името. Да, имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господине, и вие сте добродојден. Кој е вашето прашање? Вака сега се јавувам за мојата сопруга, за раката. Болката нејзина пред неколку месеци започна. Прво, од кај десната рака, мислам, палецот и показалецот од кај шаката. Тука, меѓу показалецот и палецот, мал оток. И болката продолжи нагоре, натрешно. И се до рамото. Сега, кога на десна страна ќе го сврти, има болка, на лева не е така изразено, мислам, како болка. Сега подолго трај, бетне на лекари и ортопеди и така натаму. И сега има еден стегач кој го носи, кој помага, мислам, долу, на долниот дел, пред шаката. И сега се врша и снимења и на вратот и така натаму. И сега барате мислење или конкретно прашање имате сега? Сега прашањето е и мислење нека биде. Да. Од почитуваната докторка да ни даде што мислење и што ние да преземиме понатаму во однос на ова да речам состојба. Да. Или една лаичка дијагноза наша. Да. Дали ова доволно, доктор Панговски? Дали прстите и се здрвуваат или трнат, тоа само ме интересира. Прстите и дали се здрвуваат? Кој ќе е ладно, и како мравки да им лазат. Кој ќе е ладно, то малце се здрвуваат, иначе имат и така некој како воспаление понекоја се јавува на кај шаката меѓу палецот и показалецот, да речам, на десната рака. Тоа е се. И болката нагоре, натрешно,
мислам, не од надворешната страна, кон рамото, така. Се движи. Добро. Се движи. Благодарам за вашето прашање и вашиот интерес. Па треба да се видат убаво резултатите. Добро, значи пациентката е правилно упатена на направено рентген исследување на вратот, бидејќи тука треба да се направи диференцијална дијагноза, дали се работи за вратна спондилоза и цервикобрахијален синдром. Тоа е кога имаме компресија на корените на нервите во вратот, значи цервикално. И од тука доаѓа таа симптоматологија, болка долж целата рака, може да има како здрвеност на прстите, како мравки, чувство трнење, на слабост, рече, да, трнење, чувство на слабост во шаката, да речеме кога ќе сака да подигне чаша пациентот и слично, чувствува дека ја нема силата во раката. Меѓутоа најдобро е први да се види пациентката, да се почекаат и резултати од рентгенот на вратот и слично. Ако се сомневаме за цервикобрахијален синдром и компресија на корените на нервите, значи цервикално, можеме да ја упатиме на невролог на дополнително ЕМГ исследување, да видиме дали се работи значи за невролошко некакво, нели, оштетување на коренот на нервот и слично. И со сите тие резултати ќе се види значи дали е нешто локално тетивно слично на самата рака или се работи за цервикобрахијален синдром кој што значи води сосема друго потекло. Затоа го кажав и на почетокот. Третманот. Да, многу ни е битна точната дијагноза за правилно да го третираме пациентот. Овде најверојатно не се работи за рамото, што ни е на тема нели денешна, бидејќи во рамото и нема болка, може да има само болка нели во состав на таа целата рака што ја боли. Така да не претпоставам дека не се работи за рамото. Меѓутоа најдобро е да се види пациентот, убаво уште еднаш да се сослуша нели да ги направиме сите оние нели физијатриски, невролошки испитувања што ги правиме и тестови при самиот клинички преглед. Да, и уште две јавувања имаме во овој следен блок. Добар ден до првото. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Ало, добар ден. Кое е вашето прашање? Зборувајте слободно, господјо, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден уште еднаш. Дали сум јас во линија? Да, господјо, вие сте наред. Зборувајте. Да. Се јавувам, поздрав прво до вас. Благодарам. Се јавувам со болки во лево рано, акутни болки, трнење, продолжеток надолу во рака цела. Добро. Имам рентген снимка, еве што ќе го прочитам. Почетна склероза во проекција на туберкулози во прилог на почетни приотериозни промени. Што значи тоа, докторката, ако може да ми објасни? Да, благодарам за вашето прашање и уште едно јавување имаме во овој втор блок. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господине? Вака, сега јас повторно се јавам кратко само. Да, за господјата што се јавивте ваша? Да, за мојата сопруга. А ние пропуштив да кажам дека ние направивме на вратот снимка, мислам, дека спомна докторката, и дека снимката кажа дека е уреден наодот. Добро. Само на благодарам и за овој дополнителен податок што го изнесовте. Пријатен ден. Сакате реплика на гледачот повторно или претходната, господи? Да, ако уредно тогаш треба да се види, значи дали некогаш имала повреда на таа рака и слично, така да дали се работи за нешто тетивно, дали има значи некоја друга патологија во прашање, мора да ја видиме пациентката. Често пати после некои тетивни повреди и слично знае да има така ограничени движења, болка, здрвеност и слично. Меѓутоа се понатаму ајде да не биде преку телевизија, нека се јави слободно пациентот, да. И нека закаже преглед, јас ќе го упатам на ваша адреса уште еднаш. Или по телефон, значи ќе разјасниме работата, да. И за господјата што ја прочита дијагнозата нели рентген снимката. Господјата што рече тоа го зборувавме, таа склероза што ја има нели во зглобот и слично при артрозна промена, тоа се оние хронични дегенеративни заболувања што ги споменавме, каде што се работи за всушност субхондрална склероза која што е во склоп на тоа заболување и значи затоа е ставена дијагноза преартроза, која што понатаму нели како што напредува води до една артроза, нели каде што има више и оштетување на рскавица и слично. Значи сепак и не се работи за хронично дегенеративно заболување, не е некоја траума, не е нешто, некоја повреда и слично. Да. Сега и согласно пациентката и по гласот ми звучеше повозрасна и тоа значи оди во прилог на она што го говоревме дека кај постарите се јавуваат тие хронични дегенеративни заболувања. Да, и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден.
Добар ден. Добар ден, господине, поставете го прашањето. Се јавувам од Костивар. Добро, благодарам што се со нас. 64 години имам. Добро. Ја поздравувам докторката и вас во студиото. Благодарам, поздрав и до вас. Десното раме ме боли многу, значи тачно на рамената и од левата страна на вратот има болки, викат дека е тоа спондилоза. А рамото, краката не можам да ја кренам доста високо. Ако може докторката да ми препорача каде да се обратам. Дали ова доволно за совет? Па да. Пред да одговори само докторката, јас уште еднаш да подсетам дека доктор Антира Панговска, кој што е специјалист физијатар, ви стои на располагање на 078-355-788, телефонскиот број на кој што можете да се консултирате, да закажете термин и како што и вие сама рековте, да ги доразјасните работите ако некому не му се јасни. Повелете, кој е вашиот коментар на господинот од Гостивар? Па пациентот сега кога спомнам ми се врати дека многу во ординација често пати се случува да има периартрит, значи на рамото, истовремено и вратна спондилоза. И кога ќе му почне симптомите од вратната спондилоза, тогаш и периартритот и двете заедно всушност ги има, затоа што го боли десното рамо од левата страна на вратот, како што кажа пациентот. Така да ако го третираме со физикална, често пати ги третираме двете состојби заедно. Меѓутоа спондилозата пациентот рече дека му е потврдена со рентген, а на рамото нема направено никакви испитувања и мислам дека тоа сакаше да му кажеме, што понатаму. Еви диагнозата може да објасните тука кога имате ваков пациент. Рентген снимката претпоставувам? Па најпрво ќе направиме еден обичен рентген и преглед. На рентген ќе видиме 64 години може да ги има исто тие преартрозни промени, ако има некој калцификат во рамото исто така би го виделе, ширината на зглобниот простор би ја виделе, клиничкиот преглед исто е многу важно да ги видиме движењата. Значи сите движења во рамениот зглоб, колку може да направи надворешна вратична ротација или кревање на раката и слично. Така да еден рентген и преглед за почеток би било доволно. Ако понатаму сметаме дека ќе ни треба некој дополнително исследување, тогаш ми дале повторна препорака. Меѓутоа кога ги третираме, после тоа двете состојби мораме заедно да ги третираме. Истовремено, значи, да. И уште едно јавување пред да проговориме уште за хроничната болка во рамото и терапевските модалитети кои што постојат. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден, среќен ден. И вам исто, господјо, кој е вашето прашање? На возраст од 66 години сум, имам проблем со орбитот, со спондилоза. Имам направено снимка на рентген. Спондилозни промени на ребет. Добро. Стеснети ИВ простор, C6, C7. Добро. И многу имам вртоглавици и болки во вратот и во грбот. Ми трнат исто рацете. Имам осет, ама ми трнат рацете многу. Добро. Некогаш се спуштува и надоле на нозете во колената. Добро, ова е доволно. Што е проблем? Докторката ги запомни овие информации кои што ги изнесовте. Благодарам многу и голем поздрав. И останете со нас и во добро расположение. Кој е вашиот коментар? Пациентката ги има значи сите симптоми на вратна спондилоза. Има вртоглавица, како што рече. Може да има и зуење во ушите, како затнати да се ушите, главоболки чести може да има пациентката. И болката често пати од вратот се спушта и пониско, да кажеме, меѓу лопатките, бидејќи не може да таа болка ограничиме. Тоа што го чувствува трнење во рацете, она што претходно го споменав, значи од компресија, односно притисок на корените на нервите во вратот, бидејќи рентгенски има стеснување на интервертебралниот простор помеѓу C6, C7, односно 6-тиот и 7-тиот вратен прешлен. Со самото стеснување на зглобниот простор се врши компресија на коренот на нервот што излегува во тие интервертебрални отвори, нели, каде што излегуваат радиксите, односно корените на нервите, и од таа компресија значи се тие симптоми како трнење на рацете, мравки, здрвеност и слично. Да, значи ги има сите симптоми и би требало, нели, ако нема други коморбидитети, други болести, да се третира медикаментозно со физикална терапија. И само за крај кратко во однос на овие хронични болки и дегенеративни промени кои што настануваат во рамото, уште еднаш кратко модалитетите што како терапевски метод постои на третман.
Во однос на терапијата, лекувањето на болката во рамото може да биде конзервативно и хируршко. Конзервативното лекување опфаќа медикаментозна терапија, значи дали ќе дадеме некој нестероиден антиинфламаторен лек, дали суплементи ќе дадеме магнезиум и слично, нели и во преголема употреба се глукозамини, колагени, хондроитини и слично, некои суплементи кои што се смета дека обновуваат зглобната раскавица. Понатаму може да употребуваат пациентите локално разни антиреуматски гелови, креми и слично, исто така ги има премногу на пазарот. И сега колку тоа се ефикасни, тоа самите пациенти ќе кажат, често пати се жалат дека многу не им помагаат. Да, но сепак индивидуално ги третирате. Сепак индивидуално. И кога конзервативното преминува во хируршко, односно неконзервативно лекување. Да, понатаму физикалната терапија, секако морам да ја споменам тука за третирање, физикалната терапија и тоа како ги олеснува симптомите на болка, попуштање на мускулниот спазам, подобрување на движењата во рамениот зглоб. Од физикалните процедури буквално сите може да се употребува, значи од ултразвукот до сите електротераписки процедури, ласеротерапијата, магнетот. Исто така би ја споменала тука од физикалните процедури шок-вейв терапијата, која што се смета дека може да ги разбие на некој начин тие калцификати во рамото, исто така делува и на болката. Така да спектарот е широк, да имаме индикација за употреба на шок-вейв терапија, значи мора да имаме нов рентген, не постар од 6 месеци така натаму. Меѓутоа ако се определи специјалистот за таков третман, секако дека ќе побара сите други документи што му требаат. И конечно хируршката интервенција, која што стои на располагање. Да, пак ќе ги спомнам интраартикуларните инекции што ги праша првата пациентка, значи и тие се исто така многу добар начин на третирање на болката во рамото, почнувајќи од кортикостероидни инекции или како ги викат пациентите блокада ми ставија во рамото. Често пати со блокада во рамото успеваме да ги ослободиме подолгорочно пациентите од болка. Исто така хиалуронатите што ги кажав, PRP-то што е денеска значи врвот на регенеративната терапија, значи обновување на зглобот и слично. Кога имаме индикација за хируршка интервенција, значи кога имаме тешки повреди на мускулни, тетивни повреди, нели, се применува, калцификати, слично, се применува артроскопска интервенција на рамото. Преку 2 отвора во рамото се влегува, нели, и тоа го прават ортопедските хирурзи. Да, ви благодарам, доктор Панговска, за сите овие информации. Останаа уште аспекти, но за некоја следна прилика со задоволство ќе ве чекаме повторно во Фактор здравје. Благодарам и на вас, убав ден на гледачите. Благодарам за вашето присуство и корисните информации. Ви благодарам вам најмногу за соработката и довербата и поздрав до утре. Пријатно.